Во студиото на Здраво Македонија подива часот се дружиме со пеачката Елена Јовчевска, радиоводителот Сима Брич и Натали Павловиќ, едукатор по шминка, маникир и педикир. Останете со нас до 11 часот. Да, еве сме повторно назад, почитувани гледачи во студиото. Ги видовте нашите гости кои што ќе ни гостуваат денеска се до 10:30. Тука се веќе во студиото. Би сакала да ги поздравам. Имаме денеска сме 4 дами и 1 господин, така мислам дека нема да му биде лошо. Преубаво друштво. Еве ќе започнам од дамата која што седи веднаш до мене, со која што сега баш и кажувам, значи да не е телевизијата, ние нема каде и нема кога да се видиме. Елена Јовчевска, со која што се договараме само за гостување и тоа ни е по комуникацијата во последните неколку години. Елена, добре дојде во Здраво Македонија, како си кажи ми? Одлично. Никако да се договориме да не дојдеш, затоа што знам дека агендата ти е онака. Сега беше неизбежно. Ме фативте во тесно и сега беше неизбежно. Сега немаше на каде. Сега немам каде, морав. Да, баш ми е драго што си тука. Исто имаме. Имаме и еден господин кој што дојде од Австралија, сега мислам е моментално во Македонија. Тоа е Симе Брич, радиоводител, човек кој што повозрасната генерација можеби и како го знаем, меѓутоа денеска ќе го запознаете вака и помладата генерација ќе го запознае, човек кој што и како има многу што да каже и на музички план и со животно искуство. Господине Симе, добре дојдовте во Здраво Македонија. Како сте? Супер. Како животот во Македонија? Во Македонија е многу подобар од Австралија. Аха. Али Дома си е дома. Многу дома си е дома, сет си е свое со другарите. Така. Браво. Ке зборуваме за тоа во текот на емисијата. Имам уште една прекрасна дама која што е прв пат тука во студиото на Здраво Македонија, односно прв пат пред камерите. Верувам дека ќе има доста интересни теми со кои што ќе ги отвориме со неа, посебно кои што ќе ги интересираат жените. Тоа е Натали Павловиќ, кој што е едукатор по шминка, маникир и педикир. Натали, добре дојде во Здраво Македонија. Благодарам. Добре ве најдов. Како си кажи ми? Одлично. Да немаш трема случај. Малце со трема, да. Добро, ќе пројде, да. И секако мојата колешка Александра која што ќе ми прави друштво до самиот крај. Александра, добро утро и за тебе. Добро утро, Елена, за тебе. Добро утро за целата македонска јавност. Одлична комбинација за гости да ја заокружиме оваа работна недела и да ве испратиме да уживате во викендот кој е пред нас, но до тогаш имаме многу разговори. Па како што е ред да се започнеме, Елена? Со кого, дали со дамите или со господинот, затоа што знам дека секогаш одиме со дамите, меѓутоа би сакала сега да започнам со господинот Симе, како нели единствен маж овде во нашето друштво. Господине Симе, вие живеете долги години во Австралија. Сега сте колку години направивте во Австралија? 50 години. 50 години. Навистина има многу со вас што да се зборува. Сега сте тука во Македонија, меѓутоа во Австралија и како имате кариера. Мислам тука и во Македонија имавте нели на музички план. Меѓутоа вашиот живот се продолжи во Австралија. Таму имате свое радио? Да. Како ви се вика радиото? Имам 4 радио. Па кој е? Речи ме прашуваш за кој од сите 4? Радио Преспа, тоа е во среда. Аха. Радио Брич, сабота и петок, тие се викаат Брич, а во среда е Радио Преспа, пошто сум јас од Преспа. Преспа. А зошто ве викаат Брич? Тоа е малце поголема тајна. Добро. Тоа не откриват. Ми е срам да откривам. Да ги одберем на зборовите, сепак сме утринска. Да. Добро, ама ви остана тоа, така? Од млади години вака ве завикаа? Од кога паметам. Па добро, затоа што јас викам Симе Брич, има ли викам човекот презиме? И гледам Симе Брич сте секаде, викам Симе Брич и вашата пријателка Драгче ми кажа дека сите ве викаат Брич, така да и ние ве викаме Симе Брич. Па сега, еве останавте така. Кажете ми, тука во Македонија што правите? Во моментов само Ужива. Нити сакам да работам, нити ништо, така? Не сакам ни да слушам. А тука радио слушате ли? Да. Добро. Да, одиме малце до музиката, до радијата. Ајде да одиме. Во Австралија сум веќе скоро 50 години таму. Појдов како музичар. Појдов како кафански музичар. Свирев во Аустрија случајно. Имаше еден мотел, имаше тука, кај мотел долу имаше ресторан. Гледам некој свири,
гледам само свири колку да помини. И влегов натре, гледам 80% српски зборува. Аха. Таму Австрија, Германска. Австрија е пола Македонија. Да. Австралија де. И му викам на еден од тие седнатите, не го познав, само 2 дена бе во Австрија. А во Австрија вие зборувате? Да. Аха. Во Австрија. Добро. Овде тука кај нас. Тука кај нас. Да, во Австрија. Добро. Да. И ја зедов хармониката и почнав да свирам, имаше многу убав микрофон, што не можев да го сонвам тој микрофон, гледам тука. И му викам, дали може да отпеам, тогаш беше Југославија, оние хитоите, сите ги знаев, затоа што јас од свој 12 години свирев со група кај нас во Преспа, во Тешево. Во Тешево беа во тоа време, за време Југославија, 80% странци. Странци, македонци нема шанса да одат таму, затоа што беше премногу зафатени, а јас свирев со многу добар оркестар, кој ме научи да знам да слушам и да знам како да ја промовирам песната. Браво. И така почнав со музика и кога свире во Австрија, имаше еден човек таму седи во ќошот и само ме гледа. И вика, дали можеш да седнеш малце тука кај мене? Аха. Може. Вика, јас сум дојден од Австралија, јас сум четник и треба да одам во Србија, имам клуб и ресторан, али мора да ме чуваат 5 полицајци цело време и в село кој ќе одам треба најмалце 20. Јас се чудам што кажа, не ми беше јасно што зборува. И вика, сум дојден да земам музика, али како што гледам, свириш далматински, свириш ови сите југословенските хитови, македонеци, таму има многу македонци. И тој ве зема во Австралија, отидовте со него? Колку интересен животот гледате. Да. Од обична кафана ќе отидете да свирите и ќе завршите во Австралија. Во Австралија. Така, јас би сакала Елена да ја прашам затоа што Елена е нели со музиката, ти нели планираш да се селиш во Австралија? Па не, јас имав Или во некоја друга земја, затоа што музичарите, нели? имав можност да останам во Австралија и во Америка исто така, кога би бирала да живеам на друго место. Меѓутоа, сепак не сум тип што сакам да си одам од Македонија. Јас си ја сакам многу државата. Дури се расправам, се одам во дебати за некои работи. А значи ти си од оние што се многу патриоти за државата. Аха. Значи не дека, како што кажа Симе, не дека не пеам друг стил на музика. Така. Мислам, пеам она што младите слушаат, освен нели имам јавно кажано грчка музика, тоа забрана има за цел живот, не ни сакам ни да пеам. Меѓутоа јас ја сакам државата и затоа се одлучив да живеам тука. Меѓутоа 2014 година кога појдов во Австралија имав понуда да останам, 2016 кога бев во Америка исто. Меѓутоа не можам да доседам. Што Елена од тамо не достига тука и што од тука не достига таму? Бидејќи те снимале понуда, снимале прилика. Тука ми е мене се. Пред се фамилијата, пријателите, другарството, животот на кој што ние сме научени тука да го живееме, не е... Таму се е по агенда. Таму не само што е по агенда, тука на пример ние сега се договараме, ајде на кафе, одиме и можеш да излезеш пешки да одиш на кафе. Сега таму не можеш пешки да излезеш на кафе. Јас кога бев последно во Австралија, одев пешки, меѓутоа 40 минути ти треба да појдеш до мол за да пиеш кафе. Таму не е како тука отворени локали во секоја зграда и кога сакаш да одиш да излезеш на кафе, на пијачка, малку се по-други се работите. Меѓутоа тука си почнавте и ваш бизнис, нели нормално, некако влеговте во козметичкиот свет заедно со Натали, затоа и Натали денеска тука. Јас ја знам од почетоците кога се отвори вашиот салон, меѓутоа многу работи се смени. А Натали, кажи ми како ти почна да се бавиш со ова? Нели козметиката, мислам секоја жена, претпоставам ние што од мали женски деца сме не интересира карминче, шминка, нешто сакаме да пробаме да експериментираме, меѓутоа не секој завршува со тој некој детски сон, еве да кажеме. Како ти почна да се бавиш со козметика онака професионално?
Почнав така што одлучив дека сакам сама на себе да се средувам. И си се средував, нели, по дома, ама нормално тоа беше по дома, не беше ништо професионално. И откога завршив факултет, откога дипломирав и размислив дека не сакам со тоа да се занимавам, што завршив. Што дипломиравте? Економски факултет. Така. Колку младите денеска не се одлучуваат да заминат на високо образование, туку завршуваат средно и веднаш одлучуваат да направат одредена едукација за која што вие сте дел да ги едуцирате. Каков е интересот? Во последно време има доста заинтересирани. Има и нели малци повозрастни или со завршени високо образование и се, ама во последно време гледам се повеќе помлади девојчиња поготово се одлучуваат на тој чекор за нашава бранша што сме во козметиката да си завршат. Спомнавте повозрастните, дали има преквалификација, односно одредена кариера која што ја минале низ годините, па не знам, во 50-тите одлучуваат дека сакаат да започнат да прават ногти, да шминкаат и да направат преквалификација. Сигурно, имам слушнато и за така да сигурно има. Се одлучуваат и нели на повозрастни години дека едноставно сакаат тоа да си исполнат некоја желба, сигурно некој сон детски да си го исполнат и на таа возраст. Меѓутоа и многу луѓе, Натали, еве јас гледам на пример многу девојки, жени се одлучуваат да почнат да прават ногти затоа што најверојатно побарувачката е преголема. Ти не можеш слободен термин да најдеш да направиш маникир. Дали има жена без направени ногти? Нема. И тоа пази секој месец си треба да го правиш. Да, точно. И мислам дека и ради тоа е таква, мислам за тоа се одлучуваат на тој чекор за овој бизнис, дека стварно, не знам, на нашава бранша, ќе ја кажам, не умира. Се повеќе и повеќе цвета. AI не може да ги замени. Да, како што викаат сега. Зашто најчесто се прави депилација, нормално, маникир, педикир, шминка. Шминка, коса, нели, за настани, за прослави, се средуваат, се повеќе се средуваат сега. За која едукација има најголем интерес? Па мислам дека за ногти има најголем интерес, за маникир во област од маникирот. Ја споменавте шминката, колку девојките сакаат да се нашминкаат денеска да научат за себе, за да успеат да бидат професионални, бидејќи мислам дека веќе од 15 започнуваат со шминкање, со украсување на себе. Па колку И цело време нешто ново излегува, сега да контурирање. Кој знаел ние кога сме биле деца што е да не гледаме наша слика од 90-тите, така да не да извадиме наша слика од Јас се мачка плава сенка, очите ми беа да ме тепал некој, значи, ама тоа плаво беше модерно, црно моливче на устата. Кој се става црно моливче на устата? Да, ја имам слики, Наталија ми вика дали си сериозна? Да не ги вадиме сликите од 90-тите. Да не ги вадиме никако да го прескокнеме тој дел. Натали, многу работи некако во козметиката излегува. Па сега посебна четка морам за да се контурирам, па хајлајтер, па доста нови работи. Мислам секојдневно нешто ново искача. Што е најново? Кој е најновиот тренд? Сега најновиот тренд е како имаш шминка, ама нема шминка. Значи, мейкап, no мейкап. Да, као да си се потрудила да се нашминкаш, ама не си се потрудила, као да не викат, видя се шминкала 2 сати. А ти си се шминкала сад време. Да кажеш, па добро, за 15 минути беше готова, а ти уствари 1 сат имаш шминка. Да. Сега тоа е најновиот тренд. Мислам најмногу што се баре моментално кај нас во салонот. Ето. Кажи ми, тоа има сега, гледам, некои бронзери се излегуваат, нели, мислам летно време, па се враќаме од одмор, па тен, па сега гледам тоа бронзери, хајлајтери. Да, што повеќе да се свети, како здрав изглед, свеж изглед да изгледаш. А колку вистински сме здрави, тоа никој не прашува. Да. Ти се покрие со пудрата све тоа. Колку е важно да ја подготвиш ти кожата за тоа, мислам... Премногу е важно и секогаш нели клиентите кои закажуваат кај нас им кажуваме нели препораки што да прават ден, недела пред, поготово невести кога имаме, тие требаат нели посебно внимание да се обрнат на кожата. И многу е битно да припремата да биде уште од дома, ја што викам, добра, за да кој ќе дојдете на термин да си биде све кој што треба. Пошто ако нема припрема од претходно, што и да направам... Може шминката нема да стои толку добро? Да, што и да направам, некојаш некои недостатоци не може да се покријат. Кажи ми, како се запознавте со Елена вие? Јас Елена, да правам ногти. Аха, кај Натали? Да, ама претходно се Јас сум избувлива за многу работи, можеби некош грешам, не знам. Ама каде што работеше Натали во салонот, јас имав настап вечерта и ме каснеа, а прашав дали да дојдам, значи ако немало термин, подобро да ми кажеш да не доаѓаш, отколку да ми кажеш дојди и сега јас да чекам, таму 40 минути чекам и сега таа прави ногти, ама во просторијава каде што работеше, јас таму правев мадеро
И во просторијава каде што работеше, таја беше и јас се развикав буквално во салонот, викам некој да дојде да каже нешто, пошто јас вечерта сум на настап, некој не ме прашува јас дали сум сега имам обврска или немам обврска. И не знам, ете, следниот ден појдов повторно на Мадеро и Откако се скаравте? Да, ама она искоментирала дека не сакала мене да ми прави ногти, мене ме фати некој инат и во сред салон кога станав од Мадеро закажав пред сите ногти каде што немаш излез да не ми направи ногти и така се запознавме. Интересно. Види ти што направивте од обична караница, бизнис партнер ти стана. Браво, колку чуден животот. Да, ми направи ногти. Ја и претходно сакав да направам нешто каде што стварно ќе бидам цело време средена. И се беше спонтано, случајно седевме на кафе, буквално и викам ако сакаш, викам јас секако планирам. Па не знам, што знам, како знам. Викам размисли, знаеш, кажи ми. Па размисли, па кажа, па се двумеше, па не даваше Не сме така брзи, енергични, Елена. Како тебе. Да, и така спонтано. И колку време веќе ви е салонот? Колку години направи? 3-4 колку? Септември 4 години. Да, септември 4 години. Да ви се множат годините и објектите, но да се вратиме ке Симе. Господине Симе, ги паметите жените во најразличен облик. Вашата дама е зад камерите, но колку ете жените некогаш се средувале како се средуваат денеска. Зборуваме какви се во Австралија, какви се македонките. Бидејќи со дамите зборуваме за разубавување, за што се не. Денеска жените така. Малце тешко прашање за мене, затоа што за мене сите жени се добри. И убави. Политички одговор. Да, 100%. Кога Елена гледам до мене, гледам сосема друг човек. Не е таа ја што ја Ја знам. памтите од одамна, Да, сум така? била јас кај во неговото радио, да, во Сиднеј. Не, прво И пеевме заедно, да, точно. Заедно Се пеевме. сменила многу? 90%. Точно. На подобро. Добро. Да одиме сега за радијата како што Ајде за радијата, може за радијата? тема, дајте радијата. Се зборува македонски литературно на вашите радија и се слуша каква музика? Бидејќи ја Сакам. споменавте Преспа, вашиот крај. Да. Денеска Отешево е тажно. Сте биле ли денес да го видите Отешево? Со солзи сум го видел. Отешево беше Центар на Југославија. на југо, на Европа. На Европа, ајде, на Европа, да одиме во поголем. од цела Денеска Европа. Отешево е град на духови, да кажем. Место на духови. Може и на змии и Добро, такви сега, животинскиот свет не навлегуваме. Појдов во Австралија како музичар, што ви кажав, после знаев дека умеам да пишам песни. Добро. И требаше да се породи мојата златна сопруга Вера Голем поздрав до госпоѓа Вера, позади не гледа, бурно. и напишав песна. Внуче на дедо, радост на баба. Да. И таа песна достигна најголем успех, Так. така зборував и со овиот зам. И почнав да пишам и повеќе други песни и појдов со песна Внуче на дедо, радост на баба, кај во едно радио да ја пуште. Вика, на тоа време, вика, јас плаќам во радиото $50, а $50 плата беше неделна во тоа време. Аха. А рекao, не можеш, јас сум Скапо е. поспособен од вас. Појдов во радиостаницата и им побарав термин да ми дадат. И ми дадо термин да само да тогаш беше уште Југославија, али јас македонски. И почнав да ги барам песните. И ги најдов песните што ни едно радио досега не успеало да дојде блиску до моите радија, затоа што Елена не знае да јас ја имам снимано и ја пуштам пред 8 години кога пееше во Помочани, таму кај нас. За Петровден. Од Караѓуле, од Васка Илиева, од сите, од Садиловци, од моите програми се прочуени со тоа што нема шум. Браво. Такви чингилака, чикича, такви песни Нема. Нема во моите програми. Во другите сигурно има. И
успеав да бидам некако поинтересен и почнав да водам програма лайв на Facebook. Браво. И скоро никогаш исподилја да не сум бил што ме гледат Америка, Канада, во цел свет. Значи си имате публика од цел свет. Да, од цел свет. Така оди радиото и го сака радиото затоа што пуштам такви песни на друго место, да не може да ги купат. Да, сте си останали автентичен на тој звук. Така. И едно лето бев дојден тука пред од каде е толка голем репертоар. Тука сакам да ви кажам. Имаше една Даниела Темелковска во Радио Скопје. Се уште пее Даниела И Темелковска. секое мое доаѓање ме викаше со неја, водевне програмата, надвор одевме во Струмица, каде не. И заедно ја водевне програмата. И еден ден ми се јавува, Брич, кај си, кам Охрид. Вика, вечер ќе биде програмата од Ривиера. Во Ривиера ќе бидам јас таму, али ти гледај оди порано. И мене некако Чудно ви беше, ама отидовте порано? Дојди порано. И одам порано, нема. А радиостаницава наместена. Наместено, се за... Еден човек таму стои со луле, пуши и се чуди. И јас му викам на овој што беше таму контролор. Јас стално си носам со себе музика. И му викам, уклучи ја. Станицата е почна. И почнавте да се пуштате. Почна се јавуваат од Италија, од сегде. Браво. Интересно кој е овој што баш така ни одговара. И чекаме Даниела, не може да дојде, имало концерт. А Даниела не ни дојде? Не дојде, воопште не дојде. Па затоа сте вие тука да направите шоу. Да, и беше многу интересно и еден човек таму пуши со лула. И ми вика, утре во 7 сабајле да видиш во Радио Скопје. Викам, јас живеам во Охрид, не живеам во Скопје. Вика, кога ќе можеш заутре можеш да дојдам и вика ќе дојдеш кај мене. А не знам како се вика, не знам што работи. И отидовте ли? Ништо. И одам таму, не ме пушта полиција. Вика, беше закажано во 9. Уште 2 минути до 9, нема никој. Во 9 точно излезе тој стариот човек. Тој ти бил главен на радијата. И вика, многу ми се допадна стилот твој што кажуваш. Да, различен сте бил, ви понудили работа, кажете ми. Да. И се вработивте? И тогаш ги викна сите што се во радиото, се што има снимано од почетокот во Радио Скопје да му дајте на... Браво, ќе позборуваме малку повеќе и за тоа. Јас би сакала да се вратиме на Елена, затоа што еве зборуваме за многу земји, за многу настапи, негде кај што мислам дека нема место каде што не си била. И некако летно време јас постојано те пратам и на социјалните мрежи, од свадби, прослави, не знам, крштенки. Мислам, агендата, затоа и ти не можеш да дојдеш кај нас во емисија, затоа што ти си постојано на терен, на настап. Фул, ова лето имам повеќе фамилиарни прослави. До 1 ноември ми е последната свадба, после тоа до 1 ноември. После тоа имаме настапи нели по локали тука низ Македонија, имам веќе договорено концерт во Швајцарија. Вчера ми се јави за Италија, денеска треба да се договорам. Така да супер сум. Кажи ми, Елена, ти неполна 1 година, нели веќе си мајка, тоа беше многу големо изненадување кога те видовме ние со бебенце на социјалните мрежи, Талија, ако не се лажам. Кажи ми, како успеваш еви мајчинство и Швајцарија, Италија, Македонија, секоја вечер? Тешко. Колку треба да имаш, не знам, живци, нерви, еве да кажам, за да во денешно време со оваа професија плюс козметички салон,
ти да одговориш на обврската, Си нели, расте да Талија бидеш у мајка. салон, Расте, така да. да, Талија израсте во салон. Да, гледала на шминки, ногти од мала. Тешко. Изморена сум доста, меѓутоа уште малку, уште малку, веќе 9 месеци на 8 август полни. Сега малку полесно, меѓутоа нели Талија се роди на 8 ноември, ја на 13 декември се вратив одма на сцена, пошто веќе имав договорено настапи. На Нова година беше заедно со мене во ресторан. Тешко, стварно многу е тешко. Не можам да кажам дека не е тешко. Имам среќа што е многу мирна и не дека е малечка, меѓутоа е многу послушна, разбира доста. И само тоа ме вади. Не плачи детето, не прави такви некои сцени како што има деца кои што плачат по мајките. Цело време е со луѓе. И тоа најверојатно ми помага доста што е цело време во салон со девојките, друштвена е, да. Меѓутоа дека ми е тешко ми е. Не можам да кажам дека ми е лесно. Нема ништо лесно. Ти помага ли некој? Да, ми Освен помага. Натали, кога? Натали, мајка на Натали, девојчината од салон, моите родители, така да имам помош, меѓутоа сега ќе почне во градинка до октомври месец, малку да... Колку емоциите се сега поинтензивни, Елена, и колку ве смири и ве разнежни. Вашата доминација ја промени. Да, колку, например, и да си изморен и да немаш време, значи само да одиш да ти викне, еј, и почнува да ти вика, знаеш, да те задева и готово, да има забораваш на умор, на се. Ма има моменти кога, значи, ти било претешко, значи не спија. Првите 3 месеци. И не Сега само ќе станува тоа, полесно. запчиња, менува, нели, ден со ноќе, тоа што ми беше најтешко кога смени ден со ноќе. Се случува, не ја плаши сега Елена, се случува. Се случува така. Така, но 2 недели нема да спиеш и после 2 недели, 3 години нема да спиеш, кој 2 недели? Не, 2 недели така интензивно нема да спиеш, а после се навикнуваш. Да, меѓутоа сепак си треба помош, нели, посебно кога станува. Мислам, јас не ми збор треба за- мене многу помош. Јас немам проблем за да си ја гледам. Ја не се жалам за тоа. Јас сум ја родила, сум сакала да ја родам. Меѓутоа помош ти треба, например, ја например да немам обврски како други жени што имам другарки и пријателки кои што само обврска му се децата, мислам дека немаш никаков проблем да изгледаш и 5 деца. Ама сега јас имам и други милиони други обврски и автоматски Талија ми е најголемата обврска, нели? Ама сето тоа само си се надополнува и едноставно немаш време за себе. А се друго можам да завршам, ама некогаш кога си легнувам навечер, едноставно немаш време за себе. Немам време еден филм да изгледам сега моментално. Немам време да јадиш, немаш време. Се ти е на брзински од нога. Се ова звони телефонот, треба да се симниш, да договорам ова, додам во салон, па во банка, Споминавте дека следно вие Швајцарија на агенда ќе носите Италија. Не, Талија. Не ли иде на патување? Не, поканета е, морам да признам дека поканета е, стварно, рака на срце, ја покани Италија, ми каже без Талија да не доаѓам, пошто фамилиарно сме блиски со менаџерите, меѓутоа не, сепак не. Малтретирање по авиони за детето за еден ден, пошто јас сабота са бајле одам, недела одма се враќам. Не, нема така. поента. Да сум, например, 3-4 дена, да. Не би било земеш. проблем, да. Да упатиме апел да ве задржат повеќе денови за да прошетате со Талија. Може би Натали, ама некој треба во салонот да седи. Мислев и јас ќе прошетам. Натали, колку е комплицирано може би да се работи со жени, посебно во оваа бранша, со оглед на тоа што има многу салони, еве сега да речеме, нели конкуренцијата е голема, не можам да кажам има 2 салона, па сега ќе идеш во тоа, значи во секое мало буквално имаш по 3 салони во мало. И нели луѓето, посебно жените, ние повеќе и се пидлачиме, а еднаш Натали не ми ги направила ноктите убаво, одам у комшиите, тоа е тоа. Да, тоа е тоа, да. Како ги задржувате клиентите, затоа што ви имате редовни клиенти, нели од правиме моментов убаво. Кога сте отворени. Да, па се трудиме, нели, мислам нормално и на нас ќе ни се деси некогаш некоја грешка, ама клиентите ни се супер така да до сега не ни замериле. Ви приговараат ли некогаш за нешто? Понекогаш да, ама Зашто за ногти? Да, нешто за ногти, но тоа обичаено биде прв пат некој кој ќе дојде, знаеш, па уште не ни ја знае изработката, начинот на изработката, можеби е навикнато од друго место по друго, знаеш, ама веќе втор, трет пат се препуштаат и веќе нема добар. Јас за тебе уште пред да дојдам кај вас во салонот, за тебе сум слушала дека леле кога идеш ногти Натали да ти ги направи. Значи само Натали да ти ги направи ноктите. И да, можам да кажам дека навистина си професионалец во твојата работа. Какво е твоето мислење за тоа што еве денеска секој втор прави ногти? Втор, трет, ајде да не претерувам. Па слободно сега можам да искрено кажам. нека биди. Сега можам да кажам да и секој втор дека сега прави ногти.
очигледно нели не знам што да правам, не знам што да работам. Па нокти. Најлесно е ајде нокти пошто нели Ќе се учам на братучетка ми, на има мајка ми. работа, има клиентели, имаш сака Има да се заработка? Има заработка, да бидем искрени, има заработка, да. Малце е проблем што нели не работи секој добро и професионално како што треба, туку мислат само дека ќе те направам, ќе ти земам пари и ајде пријатно. Која си може да дошла биде повторно или не. последицата, бидејќи сепак станува збор за ногти? Што може да се случи, не дај Боже, доколку отидеме ке непрофесионалец? И дали Сакам да се доаѓале наврзам, жени да. кај вас за корекција? Која е штетата? Со габични инфекции, да бидеме инфекции искрени, не? доаѓаат со повредени ногти, со значи има доаѓаат што нели ќе видиме изработката, ќе го извадиме гелот и ги праќаме на лекар, пошто тоа е пример за лечење, за лекар, за антибиотик, за нели, пошто може многу лоши инфекции се фаќаат од нестерилни инструменти, од нестерилен простор кај што се работи. Тоа е, мислам, тоа е најлошото што може се. Сега лоша изработка, во ред, може да лоша е, мине. ќе се Да. извади за 5 минути и како ништо да, нели, ништо да не било. Ама проблемот е инфекциите што многу И не кај нас само доаѓаат. инфекциите, кај нас доаѓале со Да. дупки во ноктите. Јас Да, еве со нокти повредени правам, нокти, да. ја нокти правам од мои 19 години, па јас немам ни плочка оштетена. Прв пат ги извадов ноктите, сега кога требаше да се пораѓам, еве да се надоврзам на таа тема, јас не имав плочка оштетена, не имав дупки во ноктите, не имав некаков проблем. Значи не е некогаш, и да се наврзам на оваа тема, пошто е многу комплексна, значи не е некогаш 200 денари поевтино, ама поевтино да биде. Не е само 200 денари поевтино. Многу е Значи, битен квалитетот. Да, не Квалитетот, само тоа, да. може да направиш проблем кој што после може да те кошта не 200 денари, после може да те кошта многу. Пошто треба да го оправаш после тој проблем. Така. Посебно за педикир кај нас има што има доаѓано, тоа е Споминавте дека заминавте да се пораѓате без ногти. Да. Како мина вашиот пораѓај и каде? Како песна или не? како песна тешкото. Им го запеавте тешкото или им го Не, зигравте? добро, вака сега, јас сум човек кој што не дека не верувам, јас само едноставно како што порано мајките се пораѓале, јас не сакам да ставам никакви педурални Одлично. такви работи, пошто ја во тоа едноставно ако мајка ми имала сила да ме роди мене и да го роди брат ми, значи зашто јас би немала, така? Браво. Јас сум таков човек кој што ја кажав дека одам природно спонтанно се пораѓам. Сега јас како се породив, јас си знам. Ќе зборуваме за тоа По реклама. Да, а сакам да кажеш. Битно се породив. Битно се породив. Најдобро на цел свет. Остави го тоа за после рекламите, сакам да го знам ова искуство. Кратка пауза правиме, се враќаме за брзо.